Најави за денешните настани. Струженец по 19 години со договор за дело останал без работа. Денеска започна вакцинацијата против сезонски грип. У Коескија продолжува традицијата на изработка на филигран во дуќанот на големиот мајстор Деребан. Од ноќеска на полноќ нови поевтини цени на горивата. Трамп ја зачинил својата кампања продавајќи помфрит во Макдоналдс. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 16 степени Целзиусови. Во вторник во крајните северни предели на Европа, како и на британските острови, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите делови од континентот, под влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе преовладува претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 25 степени. Во Македонија во вторник студен утро со појава на утринска магла по котлините. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и релативно топло време за овој период од месец октомври. Утринските температури ќе се движат во интервал од -2 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 14 до 23 степени. Во Охрид во вторник, по студеното утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен источен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во среда и четврток, по студеното утро со температура од 7, односно 5 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со максимални 19, односно 18 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Стружанец физиотерапевт, стипендист на државата како дефицитарен кадар. 19 години работел со договор на дело. Новиот директор на болницата за нефрологија Струга без објаснување му го раскинал договорот, а на негово место донел тројца вработани. Дел од нив не го познаваат македонскиот јазик. Стружанец 19 години договорец остана без работа. Димче Димовски, дипломирал, бил стипендист на државата како дефицитарен кадар во 2005 година. Речиси една деценија со договор на дело работел во специјализираната болница за ортопедија и травматологија. Неколку години работел приватно, а последните две бил ангажиран во специјалната болница за нефрологија во Струга. Новиот директор пред еден месец без никакво објаснување му го раскинал договорот. Барам, објаснување од министерот прво за здравство зошто ми е прекинат договорот, бидејќи од директорот на Заводот на нефрологија не добив никакво објаснување, ни писмено, ни усно, зошто ми е прекинат договорот за дело. На мое место се вработуваат исто така со договор на дело тројца нови колеги. Во време на недостаток на квалитетен стручен медицински кадар, наместо да се стимулираат професионалците, тие се бркаат од работа. Колегите од болницата сведочат дека на местото на еден професионалец се донесени тројца некомпетентни. Дел од нив не го познаваат македонскиот јазик. Па ние имавме, навистина еден квалитетен стручњак, човек кој што навистина ја познава својата професија до максимум, да речам, човек на кој што можеш да се ослониш во секој момент. И на негово место, ни се донесоа нови 3 лица кои што не се едуцирани, не се компетентни. Димовски е родител на 2 малолетни деца, бара од надлежните решавање на работниот статус. Директорот на специјалната болница за нефрологија Јетмир Зиба за случувањата најави став од следната недела. Денеска започнува вакцинацијата против сезонски грип. Обезбедени се 70.000 бесплатни вакцини. За граѓаните кои не се дел од ризичните групи, во центрите за јавно здравје се достапни и комерцијални вакцини. Денеска започнува вакцинацијата против сезонски грип. Право на бесплатна вакцина имаат ризични групи како повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во установи за социјална заштита на стари лица. Според надлежните, досега на интернет страницата vakcinacija.mk се пријавиле 33.000 граѓани за бесплатна вакцина. Вакцинацијата ќе се спроведува на 36 локации низ целата земја, а пријавените ќе добијат SMS порака со детали за местото и времето на вакцинација. Од Комисијата за заразни болести потсетуваат дека вакцинацијата е најдобар начин за заштита од тешки форми на грип. Обезбедени се 70.000 бесплатни вакцини. За граѓаните кои не се дел од ризичните групи, во центрите за јавно здравје се достапни и комерцијални вакцини. Поради интервенции во електричната мрежа, утре, 22 октомври, во период од 9 до 14 часот, без напојување со електрична енергија ќе бидат Вевчани и селата Октиси и Горна Белица, информира градоначалникот на општина Вевчани, Спасе Кочовски. Охридските занаетчии го изработуваат најпрефинетиот филигран на Балканот. Секој деликатно парче накит или украс се изработува рачно од правењето тенки нишки до нивно виткање и плетење во крајниот дизајн. Еден од неколкумината продолжувачи на оваа стара форма на уметност е Митко Укоески, кој работи во Охридската чаршија во дуќанот на најпознатиот којунџија, Вангел Деребан. Во Охрид се изработува најпрефинетиот филигран на Балканот со плетење на најтенки нишки од сребро. Еден од ретките занаетчии кои ја продолжуваат оваа традиција на изработка на накит е Митко Укоески. Тој работи во Охридската чаршија во дуќанот на најпознатиот којунџија Вангел Деребан. Наследството од врвни изработки што го оставил зад себе големиот мајстор представува мотив и предизвик за Укоески. Голем предизвик е да се работат во неговиот дуќан,
заради тоа што тој бил еден најголемите мајстори на Балканот, можам слободно да речам. Сега со секој наш изработен производ мораме да пазиме до кој ниво тој го изработувал накитот, па да сме, да речем, приближно до него. Секогаш кога ќе изработуваме накит, да речем, позитивно се споредуваме со неговите производи, што денеска, например, пазарот барат малце, да речем, малце по-модерен филигран, за разлика од тие мајстори кои изработувале филигран, а бил многу, да речем слободно, по-специфичен и потежок за работа од денешниот филигран кој го налага пазарот. Целиот процес на изработка на филигран е рачен, почнувајќи од топењето на среброто во гранули преку извлекување на жица до изработка на самиот производ, за што се користат над 45 видови жица. Укоески вели дека изработката на филигранот не е макотрпна работа, бидејќи ја работи со многу љубов и кај него буди задоволство кога ќе го освои купувачот со својата ракотворба. А интересот за купување на овој накит, вели, од година во година се зголемува, посебно кај странските туристи кои се заинтересирани за изработките кои во себе го содржат македонскиот рубин. Македонскиот рубин го имаме исклучиво во Охрид. Ние во нашите два дуќани сертифицирани. Пред 11 години случивме договор со дуќанчето во Скопје Деко, кој го пронајде македонскиот рубин. Од тоаш до ден денеска, па да речам слободно, над 80% нашите производи се збогатени со македонскиот рубин, кој е, да речам, национален камен на Македонија. Концептот на работа во дуќанот е туристите да го посетат музеот на филигран на Вангел Деребан, да ги погледнат експонатите, некои стари 200 години, потоа им се презентира процесот на изработка на накит, а доколку имаат време и желба, можат и самите да се обидат да изработат филигран. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 40 годишен охриѓанец, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело – лажно представување. Од СВР Охрид информираат дека од 10 ноември 2020 година пријавениот бил именуван за правобранител за подрачјето на Охрид и од тој ден ја ставил во мирување својата адвокатска дејност. Но и покрај тоа, подоцна, тој пред належниот основен суд Охрид во 3 наврати, и тоа во предмет, лажно се представил како адвокат и застапувал странки во постапки пред належниот суд, прикривајќи го фактот дека на адвокатската дејност му е во мирување, а со цел да прибави за себе противправна имотна корист и на тој начин го сторил кривичното дело, информираат од СВР Охрид. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената на бензините се намалува за 1 денар за литар, а дизел горивата поевтинуваат за 2 денари. Па така, од полноќ литар бензин БС-95 ќе се продава за 77 денари за литар. Бензинот БС-98 ќе чини 79 денари за литар, а дизелот ќе се продава за 68,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2,5 денари и истата ќе биде 68 денари. Се намалува и цената на мазутот, кој од утре ќе се продава по цена од 42,6 денари по килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Заедно со претседателските избори во Молдавија се одржа и референдум на кој се гласаше за влез на земјата во Европската Унија. Иако делувало дека руската кампања ќе има влијание референдумот да не успее, сепак во последните неколку часа од гласањето дошло до пресврт и со тесен резултат граѓаните одлучиле дека сакаат влез на земјата во Европската Унија. Според првичните неофицијални податоци на Централната изборна комисија, по обработка на 98,38% од гласачките материјали, резултатот е тесен. 50,26% од гласачите се изјасниле дека сакаат влез на земјата во Европската Унија, а 49,93% биле против. На гласачките места до нивното затварање излегле 51% гласачи, поради што референдумот е прогласен за валиден.
Овие избори беа клучен тест на земјата која се соочува со изборот помеѓу членство во Европската Унија или одржувањето блиски врски со Русија. Пропад на милионскиот проект на Путин, кој беше измама без преседан, изјавила актуелната проевропска председателка Маја Санду, мислејќи на расширените тврдења дека Русија им плаќала на луѓето да гласаат на одреден начин. Таа рекла дека незината влада има јасни докази за купени 300.000 гласови, што Москва го негира, пренесува BBC. Пожар избувнал во стамбена зграда во источниот дел на Лондон. Евакуирани се 30 лица. 10 пожарникарски возила и околу 70 пожарници интервенирале во гаснењето на пожарот, кој избувнал во стан кој се наоѓал на 10-тиот кат од висококатница со 15 спратови. Медицински тимови веднаш пристигнале на терен за да им помогнат на повредените. Лондонската противпожарна бригада соопштила дека сообраќајот бил отежнат во тој дел од градот и исто така најавиле покренување на истрага за да се утврдат причините поради што дошло до пожарот, пренесува Sky News. Приватен хеликоптер удрил во кула за комуникација во Хјустон во американската сојузна држава Тексас. По ударот во столбот, хеликоптерот експлодирал, при што сите 4 патници загинале, меѓу кои едно дете. Од силината на ударот дошло до рушење и на конструкцијата на кулата, соопштил градоначалникот на Хјустон. Ова е трагичен настан и трагична загуба на животи, рекол началникот на полицијата во Хјустон, а градоначалникот потврдил дека луѓето кои живеат во близина на местото на несреќата се безбедни. Несреќата можеше да биде уште поголема бидејќи во близина се наоѓал резервоар за бутан, изјавил градоначалникот, додавајќи дека ќе биде покрената истрага во која ќе биде вклучена и Федералната управа за авиација. Како кампањата за претседателските избори во Америка влегува во финиш, така кандидатите се обидуваат на секој начин да го привлечат вниманието на гласачите и да му зададат удар на својот против кандидат. Така Доналд Трамп ја зачинил својата кампања продавајќи помфрит во Макдоналдс во Пенсилванија и им сервирал оброци на шалтер на луѓето кои со автомобили доаѓале до ресторанот. Портпаролот на изборниот штаб на Камала Харис изјавил дека Трамп не може да разбере како е да се има сезонска работа затоа што милионите ги добил на сребрена тацна. За тоа време Камала Харис го прославила својот 60-ти роден ден во Џорџија и на социјалната мрежа X напишала дека Трамп е исцрпен, нестабилен и неспособен да биде председател на Америка. Зарем не се уморивте од овој човек кој постојано прави будали од вас? Наводно се испоставило дека работењето на Трамп во ресторанот било наместено и дека муштериите всушност биле негови приврзаници. Во меѓувреме, милиардерот Илон Маск, кој го поддржува Трамп, почнал да организира дневна лотарија во која дава по $1 милион на случаен гласач кој ќе ја потпише неговата петиција со која го поддржува американскиот устав. Гувернерот на Пенсилванија овој потек на Маск го нарекол длабоко загрижувачки и дека органите за спроведување на законот потенцијално би требало да испитаат оваа работа. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.